Локалниот музеј галерија Кавадарци е исто така дел од сето културно живење во општина Кавадарци. Многобројни се настаните и овдека кои што го зголемуваат, го збогатуваат културниот живот како на кавадарчани, меѓутоа се презентираат и доста културни случувања и од други ликовни уметници, други творци од државата. Дојдовме и овдека во оваа културна институција, Храмот на културата. Директорката господја Весна Ѓоргиева ќе не запознае со се она што е сработено во изминатиот период, реализираните активности, меѓутоа и она што е планирано да се работи. Повелете. Благодарам. Токму така, како што рековте во вашата најава, нашава организација Локалниот музеј галерија во соработка со градоначалникот господин Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци во последните 3 години, почнувајќи од 2018 година, па се до денес, реализира богата и разновидна програма за сите возрасти, почнувајќи од најмладата популација, па се до највозрасните. Основната дејност на нашата институција, на музеј галеријата, како и останатите музејски институции во нашава држава, е прибирање, обработка, заштита и презентација на музејскиот материјал од сите области на музејската дејност. Во изминативе години нашава организација имаше голем обем на работа во сите оделенија со кои располагаме, и тоа археолошко, историско, етнолошко, оделението за средновековна и ликовна уметност, тоа галериското оделение. Се реализира и голем број научно-истражувачки проекти, изложби, едукативни проекти, проекти од издавачката дејност и така натаму. Сите овие проекти беа реализирани од страна на аналисите вработени во нашата организација во соработка со строгни институции како од нашата држава, така и од нашиот град, како Дом на култура Иван Вазов Климе, Библиотека Феткин, Музичко училиште, но најзначајна е соработката сепак со градоначалникот господин Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци, кои финансиски ги поддржуваја овие проекти, за што укажува во оваа прилика и срдечна благодарност. Во изминатиот период големо значење посветуваме на истражувачката дејност, која што е предуслов за сите понатамошни активности во нашата институција, и тоа од областа на археологијата, историјата, етнологијата, при што беше и прибран и значаен музејски материјал и збогатен фондот на музејските збирки. Исто така, нашава организација со многу години наназад е иницијатор и организатор на сите позначени одбележувања кои што ги имаме, значени дати, личности, настани, јубилеи од постарата и по новата историја што се случиле нели во нашата општина. При тоа, внимаваме личностите да бидат од сите области на општествениот живот, и тоа познати револуционери, стопанственици, лекари, работници, културни дејци и така натаму. Големо е значењето на нашата организација, бидејќи посветува големо внимание на изложбената активност, посебно на изложбите од музејска дејност, со посебен акцент на изложбите од собствена продукција. Така да, во текот на овие изминати години, како што спомнав, имавме голем број на изложби, како од ликовна, така и од музејска дејност, па јас би почнала малку вака етапно, почнувајќи од 2018 година. Оно што е многу важно и значајно за сите ние наши изложби, имаме подготвено каталози, пригодни за оваа намена, што како поблизок информатор, како за медиумите, така и за посетителите кои што нели доваѓаат на овие изложби. Значи, почнавме со месец јануари, со изложбата Театарот во Кавадарци, низ фотографии, значи исто во соработка со градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, сите изложби кои што сега ќе ги спомнат се токму во соработка со градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, што значи станува збор за изложба насловена нели на Театарот во Кавадарци низ фотографии. Нова изложба беа презентирани околу 100 фотографии на театарски дејци. Иницијативата за оваа изложба беше од покојниот денес Васил Ангелов и глумецот Данчо Бањански, така да на нивна иницијатива беше реализирана изложбата, побуди голем интерес, бидејќи некако беше прва од ваков вид во нашава организација и заслужи едно посебно внимание. Во наредниот месец имавме една ликовна изложба наречена Големото сино од Валентина Илиевска, ликовен уметник од
Куманово. Она се презентираше со прекрасни дела, миниатури, кои што исто така беа многу значени и интересни за нашата публика, бидејќи за прв пат се сретнаа со таков вид на уметност. Понатаму продолживме со изложбата од музејска дејност, тоа е отпечатана историја. Автор на ова беше доктор Александар Литовски од Битола. На околу 40 платна беа предадени 40 печати, што исто така морам да нагласам дека беше изложба што побуди многу голем интерес кај нашата публика. Понатаму веќе во месец пети, мај месец, значи по повод Денот на музеите, 18 мај, имавме исто изложба на ликовни дела, збирката на ликовни дела во нашава организација. Всушност, збирката на ликовни дела изнесува околу, сега веќе околу 200 уметнички дела, но во тој период имаше 148, но изборот беше, нели, нормално на нас, како куратори на изложбата, така да беа презентирани околу 40 дела на реномирани автори, како од нашиот град, така од нашата држава, меѓу кои Петар Мазев, Гликор Чамерски, потоа Љубен Белогаски, Симон Шемов, ги спомна Ристо Соколов, покоен, и така натаму, Ружица Јосифовска, и да не ги набројувам сите, значајни, нели, ликовни уметници, како на нашата, така и на странската и домашната ликовна сцена. Понатаму веќе во истиот месец, по повод 24 мај, имавме прекрасна изложба насловена Манастирски бисери, каде што беа презентирани трите наши манастирски бисери, Полошкиот манастир, Моклишкиот манастир и Бошавскиот манастир, кои што потекнуваат од 14, 16 и 19 век. Прекрасна изложба која што навистина исто така побуди многу голем интерес кај нашите граѓани. Во месец јуни имавме исто прекрасна етнолошка изложба Климарството во Тиквешијата. На изложбата беа презентирани голем дел од нашето национално народно изворно творештво, голем број на народни носи, килими, скуталиња и така натаму. Автор на оваа изложба беше колегата кустос, етнолог Томе Крстевски. За одбележување и една од прекрасните изложби, ако би можела така да речем, во соработка беше и со покрај градоначалникот и Советот на општина Кавадарци и со амбасадата на Република Полска во нашава држава. Изложбата беше наречена Поречаните, македонско порече, 32-33 година, во етнографската документација на Јозеф Обремски, еден многу значаен етнограф од Полска, кој што, нели, престојува во нашите простори и ја има реализирана оваа изложба токму овде. Значи, на оваа изложба, за моје лично задоволство, беше присутен и градоначалникот, нели, на нашата општина, господин Митко Јанчев, а сепак изложбата ја отвори и незината екселенција, тогашната вршителна должност, Вероника Станиец Порчик. Значи, амбасадор на Република Полска во нашата држава во тој период, 2018 година, а изложбата беше, автор на самата изложба беше и Ана Енгелкинг, значи познат професор во Полска и во учесник, нели, на Полската академија на науки и уметности. За наше задоволство и оваа изложба навистина побуди многу голем интерес кај нашата публика. Во соработка со Домот на културата Иван Мазов Климе во состав на колонијата Михајлово 2018-та тогаш, беше реализирана изложбата кај нас во нашите галериски простори на Луан Зенки од Гостивар. Исто така за прв пат ни се представи автор кој што ја негова абстрактната уметност и учесник на таа ликовна колонија, што навистина исто така побуди голем интерес кај нашата публика. За одбележување исто така по повод 7 септември, нели, одбележувањето на чествувањето на ослободувањето на нашиот град Кавадарци, имавме реализирано исто така прекрасна изложба, на која што беше промовирана и фотомонографија насловена Ризница на ликовни дела, значи на таа излез автори бев јас со колегата Трајче Цветков, а во исто време беше реализирана исто и ликовна поставка, прекрасна ликовна поставка со презентација на ликовни дела кои што се од збирката на нашата
збирка на ликовни дела во нашиот музеј галерија. Исто така беа презентирани реномирани звучни имиња, значи вие бевте постојано со нас, ве не следевте, така да знаете за каква изложба станува збор. Значи понатаму во 10 месец, значи имавме изложба исто така прекрасна на колажи за прв пат кај нас од Александар Джинго од Прилеп. На изложбата, како што реков, беа презентирани 20 на колажи со тематика човек, што значи дека и оваа изложба се надевам дека се сеќавате исто така побуди голем интерес кај нашата публика. Нешто како новина во нашите галерии беше изложбата Минатото, сегашноста и перспективата на Стрелачкиот клуб Кавадарци. На оваа изложба исто така беа презентирани ни стотина фотографии, награди, признанија на спортскиот клуб Кавадарци, Стрелачкиот, клуб Кавадарци, што навистина за прв пат презентиравме на ваква изложба, која што исто така придонесе за голема посетеност и публицитет кај нашите сограѓани за истата. Уште еден автор од Прилеп имавме во 2018 година, кој што излагаше во нашите галериски простории, тоа е Емил Димовски. Изложбата беше насловена на Корените, многу прекрасна изложба, значајни ликовни дела, значи со представа на селска архитектура. Ми се чини дека и на ова се сеќавате, бидејќи навистина беше интересот многу голем. Не секојдневна изложба така. На крајот на годината, значи имавме уште една прекрасна изложба на Наташа Милованчев од Скопје, проместувајќи го просторот. И на оваа изложба беа презентирани масла на платно на оваа прекрасна уметница, која што е по вокација архитект, но незините дела навистина зрачеа со прекрасни представи на архитектура во просторот, предадени во просторот. Значи, за моје лично задоволство, оваа година имавме навистина богат голем број на изложби, вкупно 15, за разлика од минатите години беше рекорден број на изложби, а сега вклучувајќи го, мислам најважното што остави печат на 2018 година, тоа беше отварањето на спомен собата на бардот на народната извор на народна песна Никола Бадев. По повод 100 години од неговото раѓање, да беше отворена таа спомен соба, исто така нели во соработка со градоначалникот, Советот на општина Кавадарци, неговите керки, кои што ги донираа предметите и се презентирани во оваа спомен соба, која што навистина е од огромно значење за нашиот град и остави траен белег за овој значаен нели уметник од областа на музичката дејност Никола Бадев. Значи, со тоа би ги заокружила сите настани кои што беа чествувани како изложби во делот на 2018 година. Би продолжила веќе со 2019-та и сами гледате дека станува збор за голем број на изложби. Значи, почнавме со изложбата на Лазар Дојчинов, традиционално секоја година по повод Свети Трифун се презентира со неговите прекрасни акварели, акрилни и маслени платна, со неговата позната тематика, представа на вино, лоза, лозје, грозје, берачи и така натаму. Значи, беше презентирано околу 40 на негови дела, кои што нашата публика веќе нели ги препознава. Јас верувам дека сите во домот имаме дело од овој уметник. Во месец март имавме прекрасна исто изложба од етнолошки карактер, тоа е ракотворбите на жената во текушијата. Нели вообичаено имаме предпочитуваме автор да биде жена по повод 8 март, но овој пат и покрај тоа што беше автор, нели, нашиот кустос етнолог Томе Крстевски, но сепак станува збор за вештините на жената, незината изработка и токму од тие причини беше, нели, оваа изложба презентирана по повод Меѓународниот ден на жената 8 март. Март беше месец многу богат со изложби, имавме вкупно 3, што значи дека на 14 веќе март имавме изложба во соработка со нели градоначалникот и Советот на општина Кавадарци и со Асоцијација наставници по историја на Македонија АНИМ
и професори от гимназијата Добри Даскалов. Имаше презентација на прекрасни банери и представа на 100 години од Македонскиот фронт. Останатата изложба, која што беше презентирана во месец март 2019 година, тоа беше укиоe, јапонски лептички свет, значи беше исто така во соработка со Македонско-јапонско друштво за пријателство и соработка, а секако нели да не се повторувам постојано, значи со градоначалникот и Советот на општина Кавадарци. Во месец четврти веќе, значи покрај овие три кои ги презентиравме во месец март, во април месец имавме исто една прекрасна изложба на пештени цркви, Свети Лазар во селото Бегниште и Марковата пештена црква. Ова изложба беше реимитувана со некои нови моменти, нови фотографии, што значи сепак беше за прв пат предадена пред пошироката јавност, ето она што даваше печат на нешто ново во делот на овие две многу значени цркви, како што реков, Свети Лазар во Бегниште и Марковата пештена црква, кои потекнуваат од 14 век. А како автор на самата изложба исто така бев јас и колегата Трајче Цветков. Во соработка и со Центарот за помош на лица со ментален хендикеп, порака Неготино од Неготино, исто така имавме една прекрасна изложба насловена Пролета во бои, како што и самиот каталог прекрасен. Значи дечињата овде има можност да се презентираат со нивните прекрасни креации, така да исто така побудија интерес, беше од продажен карактер, така да имавме можност сите ние да си купиме нешто од нив, така и да ги на некој начин задоволиме емоциите и чувствата на овие дечиња. Локалниот музеј галерија, тоест нашата организација, во месец пети, исто така по повод Денот на музеите, 18 мај беше организирана изложба на нашиот ликовен уметник Игор Јосифов со наслов Че биде, значај ликовен уметник, кој исто така остави големо значење, иако така млад, но сепак многу амбициозен, со овие негови вообичаени презентации кои што ги има на огнена рефлексија, така да впечатливи се и уникатен е, познавајќи се, препознавајќи се токму по овие негови прекрасни дела. Во 6 месец имаме исто така прекрасна изложба на значени археолошки локалитети. Значи овде беа преку фотографии, сето на наше недвижно културно наследство кое што имавме можност да го истражуваме во текот на годините, преку фотографија, скици, макети, да можеме тоа секако да го доближиме многу поблиску до самата јавност. Така да, ова изложба беше од таков карактер, од музејска дејност, кој ние како музејски работници даваме посебна чест и почит на овие вакви, бидејќи бара многу трпение и внимание. Исто така, со Музеј на град Скопје ја имавме изложбата Скршениот град на 26 јули. Значи, 1963-2019, значи скршениот град, станува збор на нели познато веќе за земјотресот во Скопје. Траурни фотографии, за жал, но ете не потсети на не многу далечно минато, кога се уште некои ги сносат последиците од сето тоа што се случило во тој период и не би посакал никош да се повтори. Значи, значајна исто така изложба која што остави траен белег или печат во нашата организација и пред пошироката публика, тоа беше изложбата на Бранко Ивановски. Исто така, овде имавме чест, и почестени бевме со присуството на градоначалникот, господин Митко Јанчев, кој што војно и отвори оваа изложба. Автор на изложбата беше Јадран Манчев. И станува збор за голем број на фотографии на Тиквешкиот гроздобер од 65-та, 81-та, а преку објективот на Бранко Ивановски. Понатаму, веќе на 25-9 истиот месец, значи тоа беше по повод 7 септември, во истиот месец имаме уште една прекрасна изложба, насловена Симфонија во есен, од една наша прекрасна уметница, Ружица Јосифовска, педагог, на сите нас многу добро позната, што се представи со нејзините прекрасни дела Масла на платно. На сите нас многу добро позната. По повод 11 октомври, вообичаено имавме таа традиционална
изложба на млади ликовни уметници. Тоа беа 10-та поред јубилејна, заокружена и ми се чини дека тоа беше некако како и последна веќе. За жал, со надеж дека нели тоа ќе продолжи во иднина, значи млади ликовни уметници од Кавадарци и нивни гости. Исто така во соработка со Домот на културата во месец август по повод нели колонијата Михајлово, значи тоа континуирано традиционално секоја година во соработка со нив презентираме по еден автор во нашите салони и во чест на Тони Чаклевски, изложбата беше нели презентирана кај нас, прекрасни дела кои што ги оставија исто така голем печат кај нашите посетители. Оно што навистина исто прекрасна изложба која што посетена од и во соработка посетена од голем број на публика, публика како нашата држава и надвор од нашата држава, бидејќи станува збор за изложба која што беше во соработка со чешката амбасада. Изложбата се нарекува Прага интима. Владко Деков многу години живеел во Чешка, во Прага, имаше прекрасни фотографии од тој волшебен град, како што самиот го нарекуваше. Бевме тогаш исто така почестени од неговата екселенција Мирослав Томан, кој што нели отвори тогаш изложбата. И исто така нели остави голема печат кај нашата публика. 2019 ја заокруживме со 18 ноември со една проекција на филм во соработка со младиот културен бран од Скопје. Така да, тоа беше и како завршница за таа година, но сепак треба да напоменам дека 2019 година беше изложба беше година која што во соработка со градоначалникот, Совет на општина Кавадарци и вработените во нашата организација откупивме голем број на предмети за новоформираниот Вински музеј, кој што беше нели отворен веќе наредната 20-та година по повод 7 септември. Имаше заедничка соработка и со сегашната директорка на оваа институција, што значи дека имаше голем број логистичка поддршка во делот на стручниот поддршка, така да голем број на експонати кои што ги откупивме во 2019, бидејќи беше тоа долг процес, се додека се отвори изложбата, што значи дека 19 година ја заокруживме и со припреми, на некој начин, ако може така да се изразам, за токму таа многу важна винска куќа, новиот музеј на виното. Така да, ми се чини дека заврши веќе и со 19 година, би започнала и со активностите во делот на во делот на ликовната и дејност од музејска и ликовна уметност изложби. Почнувајќи веќе со месец јануари, имавме исто така една прекрасна изложба Джоламарската игра од селата Ресава и Бегниште. На некој начин таа магична слика на овие джоламари беше директно пренесена во просториите на нашата галерија, покрај прекрасните амбиент кој беше прекриен, зидовите беа прекриени со фотографии од сето тој магичен настан на оваа джоломарска игра и неповторлива василичарска вечер, така, што значи дека публиката исто на задоволство на сите нас пројави исто многу голем интерес. Но само би сакала да напоменам, до месец март, еве ова е февруар месец веќе 20 година, тоа е изложбата на Лазар Дојчинов, исто така традиционално, нели, како што реков, секоја година по повод Свети Трифун, по честувањето, овој наш традиционален празник на градот. Лазар Дојчинов е секојаш кај нас со неговите прекрасни акварели, маслена платна и крилни платна, со тие негови постојани теми, нели, за вино, лозија, прозија и така натаму. Во месец март веќе имавме на 6 пак по повод 8 март, беше, нели, како што реков, предпочитуваме авторки да бидат жена, овде имавме две млади уметници, уметнички, како сакате, наречете ги, Симона Трипкова и Маријана Иванова. Изложбата беше наречена, насловена Калеидоскоп. Прекрасна изложба и ми се чини дека тоа беа изложбите кои што
беа презентирани пред она, како би рекла, многу лоша ситуација на светско ниво која што се случи во нашава држава во рамките на целиот свет, пандемијата со коронавирусот, така да бевме еден период до 2-3 месеца, 2-3 месеца не работевме, што значи дека ги почитувавме сите мерки на заштита и сите мерки кои што беа донесени од страна на владата на нашата држава, но ми се чини дека сепак сето тоа го надокнадивме во наредните месеци, работевме онлайн, презентиравме се што можевме, како во делот на изложбената дејност, така и останатите активности кои што ги имавме во нашата организација. Што значи дека во текот на оваа 20-та година исто така имавме изложби, прекрасни изложби, и тоа веќе почнавме со изложбата Плакати. Изложба на плакати од изложби од 2017-2020. Беа презентирани околу 42 плакати на сите изложби кои што беа презентирани во овој период. Така да целта ни беше нашата публика да се потсети на сите наши активности кои што се сепак отчет на ова мандатно време, наше време, значи што беа сите активности реализирани во овој период. Тоа беше главната причина за реализацијата на оваа изложба. Потсетување токму на нашата јавност за сите изложби преку плакатите на истите кои што беа реализирани во текот на овие 3 години. Се одближување секако изложбата на Александра Кокотович. Ова исто така беше реализирана во месец август. За жал, самата авторка не успеа да дојде, имаше проблеми со пандемијата, така да изложбата беше отворена, но соработка беше пак со Домот на културата, требаше да биде учесник на колонијата Михајлово 2020 година тогаш. Во 10 месеци исто така имавме една прекрасна изложба со презентација на културното наследство, како движно, така и недвижно, презентирани голем број на цркви, манастири, археолошки локалитети, предмети кои што беа пронајдени при археолошки ископувања. Значи целото тоа наше движно и недвижно културно наследство на некој начин беше повторно презентирано преку фотографија и поблиску доближено до самата наша јавност, која што главната цел токму ни е тоа, бидејќи немавме можност да ги посетиме, бидејќи претходните години имавме и едукативни проекти, се случија и во изминатите години, и тоа неколку со деца со посебни потреби, така да, но за жал, поради пандемијата и сето она што се случи оваа година, сите тие едукативни проекти изостана, бидејќи мораше да има физичко присуство на учениците или децата од претшколска возраст. Во нашата организација беше исто така презентирана една прекрасна изложба од 10 месец, музејот во Кавадарци, низ фотографии. Токму вовде се презентирани голем број на голем број на предмети преку уметнички дела на наши сограѓани или ликовни уметници кои што беа предадени токму на оваа изложба. Тоа беше на 28.10. и учество зедеа скоро сите вработени на самата изложба. Оваа година, мислам 20-та година, и заокруживме со отварање исто на една етнолошка изложба, презентација на бовчи или скуталиња од пределот Тиквеш, регионот Тиквеш, кој што исто така не врати малку во некое поблиско минато, за да ги видиме тие рачни ракотворби извезени из ткајни од вештите раце на нашите мајки, баби, прабаби и така натаму. Со ова беше заокружена и 2020 година. Ни остана она што е најважното, во 2020-та ви кажав дека беше отворен Винскиот музеј. Во него имавме заедничка соработка и навистина на моје лично задоволство се случи тоа што се случи, посетеноста на сите наши музеи, бидејќи музеј галеријата располага со 3 објекта, 2 депендантен, други, освен
музеот каде што е како матична институција, овде е споменсовата на народниот херој Страшо Пенџур, а исто така и така наречениот нов музеј или музеот на традиционална храна и вкусови или мирис и вкус, музеот на мирис и вкус. Тоа би било се до 20 година, значи продолживме и оваа година со несмалено темпо, значи само за подсетување. Почнавме со изложба на јануарски празници и обичаи. Тоа беше во месец јануари, за време Василица, овде беа презентирани сите нели празници, бидејќи јануари знаеме дека месец е на празници, Божи, Василица, Свети Јован, Богојавление и така натаму. Сето тоа беше презентирано на многу убав начин во салоните на нашата галерија. Традиционално повторно, по повод Свети Трифун, беше презентиран Лазар Дојчинов, по повод 8 март, денот на жената, Меѓународниот ден на жената, имавме исто така презентација на изложба жени уметници од збирката на ликовни дела од нашата галерија. Значи беа презентирани само учеснички жени кои што нели таа збирка не е прибрана во пат на отварање на изложби како донација на самите автори и врз основа на тоа се стекнавме со таа прекрасна збирка која што ја поседуваме и имаме можност така повремено да презентираме нели по некои дела од истата. Она што е последно, само за подсетување, тоа е изложбата на исто така бардот или доајенот на модерната ликовна уметност, современата ликовна уметност, Глигор Чемерски, познат по неговите прекрасни дела, по прекрасните мозаици, кои што го краси еден од нив и нашава институција, на самиот влез во тремот на истата. Изложбата исто така победи прекрасен и голем интерес кај нашата публика и се надевам дека еве во текот на изминатите денови повторно ќе биде нели презентирана пред публиката која што немаше можност досега да ја види и покрај нели намаленото присуство, сепак посетеноста е релативно добра, почитувајќи ги сите мерки за заштита и превенција од COVID-19. За жал се уште трае и се надевам дека оваа година ќе го надминеме тоа, но уште еднаш морам да нагласам дека сите овие проекти, програми, без разлика од кој дел од нашава музејска дејност, сите се финансиски поддржани, подкрепени со финансова конструкција нели од страна на градоначалникот господин Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци, што уште еднаш ви се развувам срдечна благодарност. Што она што го планирате до крајот на оваа 2021 година, дали има нешто што е насочено во делот на инвестиции, доградба или проширување на некои делови од музеј галерија Кавадарци? Токму така добро е што ме подсетивте, бидејќи во изминатиот период имавме голема поддршка во таа развојна програма, почнувајќи 2018 година. Значи, имавме промена на комплетниот застарен и стар канцелариски мебел. Оно што го гледате ова е променето во 2018 година, опремени беа исто така и останати 3 канцеларии. Во 2019 имавме опремено нова комплетно доградена канцеларија во состав на западната страна од музеот. Во 2020 исто така имаме една голема инвестиција од страна на развојната програма, а тоа е изградба на стрешница, исто така на западната страна на музеј галеријата, која што е во функција на заштита на експонатите на камената пластика, а секако и во заштита на музејската зграда од тој дел од атмосферски влијанија. За одбележување исто реализацијата на депоата во подрумскиот простор на нашава организација. До сега, за жал, депоата ни беа непреградени, значи се беше како една целина, но и сега тоа го средивме, го преградивме, го поделивме, се знае кој е археолошко одделение, историско, етнолошко и така натаму. Оно што е исто така многу важно, во делот на оваа развојна програма добивме средства со кои што извршивме
доградба или надградба на санитарни јазли. За жал имавме само еден санитарен чвор, ако може така да се изразам, но сега ете го надминавме тоа на истиот простор, така го доградивме, го направивме, за да овие тоалети, машки и женски, така наречени, наликуваат на некои современи денешни услови. Така да исто така искажувам многу голема благодарност до градоначалникот и советот на нашава општина, бидејќи има разбирање за сите овие наши нужни потреби, кои што со текот на годините немавме можност да ги реализираме. Ке прашам уште околу кадровската екипираност, колку имате доволно кадар за да се реализираат сите овие програмски активности, а веќе во вашето излагање слушнавме за многу организирани настани од областа на и ликовната уметност, меѓутоа и на музејско работење. Доволно ли е институцијата обезбедена со кадар? Да, мислам дека нашава институција засега, значи секогаш велиме, секогаш има повеќе и повеќе, и добро е да има, но сега за сега ми се чини дека, како што налагаат условите, сме екипирани, така да во делот на етнолошко оделение имаме еден етнолог, доколку имаме потреба од ново вработување, тоа би требало да биде етнолог, имаме двајца историчари на уметност, еден историчар на уметност, чиста историја на уметност, ако може така да се изредам, еден археолог, историчари двајца, што значи дека сме доволно екипирани за сите овие работи, да ги реализираме до максимум тимски, заеднички. Јас секогаш велам тимската работа, секогаш родува со плод, некој треба да ги менеджира, некој треба да ги финансира, но сепак тимски кога се работи, успехот е неизбежен. Благодарам. Благодарам и на вас.